Господине Заев, може ли да ваш коментар за препораките од Брисел во однос на преработувањето во владата, нели бидејќи малку да се намали во однос на владината пиар служба? Да ваш личен коментар за тие предупредувања? Значи вака, систематизацијата која што е голема е 30% пополната со нормалните неопходни функции на функционирање на пиар службата. Секако не се точни гласините, не дај Боже 120 луѓе, тоа што се шпекулира во јавноста. Веројатно и од 39-те кои што се ангажирани ќе останат многу помалку, заради тоа што на крајот ова е ресурсен центар за самите министри, заменици министри, директори на јавните институции. Јас сум убеден дека навистина водиме сметка за домакинско работење, гледаме со минимум ресурси да испорачаме пред граѓаните сето она што треба, но никој пат нема да заборавиме. Транспарентноста е важна работа. Џабе е се што работиме, ако граѓаните за тоа не знаат. Ако граѓаните и вие медиумите не контролирате, може секој да забега и на крајот да ни се повторат работи од минатото, за кои што ниту ние, ниту граѓаните ги очекуваат да се случат. Во тој дел, апсолутно, еве вака отворено, по пат на дебата, разговараме за сите работи, спремни секогаш да се коригираме, но верувајте дека е тоа минимум на ресурси кои што ни требаат заради асистирање, за да сето тоа што е општествена одговорност и владина одговорност пред граѓаните, допре до граѓаните. Тоа се луѓе кои што асистираат буквално заради транспарентноста на работењето на владата и владините служби. Само што овој пат нели предупредувањата стигна од Брисел во однос на исполнување на план 369, дека треба да се намали или да се внимава на секторот за односи со јавност. Нема проблем, ние сите препораки ги почитуваме. Не само тоа, со внимателно и должно внимание се однесуваме према нив, заради тоа што може да успееме со реформите во правосудството, во тајната полиција, не дај Боже овде да кикснеме на вакви препораки, ќе ги почитуваме сите препораки апсолутно 100% од она што стига, секако објаснувајќи ги сите наши аргументации зошто нешто е неопходно во диалог со Европската унија. Докаде е владата со реформите во безбедносните служби, кажавте во тајната полиција, визави забелешките од Брисел што беа дадени за... Па мислам дека сме во многу напредна фаза. Моделот е веќе испорачан после сите дебати во Министерството, во владата и во парламентот. Избран е третиот модел, кој што представува аутсорсинг на сите институции, останува тајното следење директно под контрола на јавното обвинителство, далеко од раците на политичарите. МВР ќе може само со судска наредба да се вклучи во системот за борба против тероризам, екстремизам и радикализам, она што значи заштита на државата, се што е врзано со корупција, криминал, можности за сомневање или слично, е апсолутно под строга контрола на јавното обвинителство, таков е моделот, а на самиот модел може да се приклучат и царината, Агенцијата за разузнавање или други институции кои што имаат потреба од ваков вид на асистенција. Она која што е конечна цел, знаете, на ваквиот модел, никогаш повеќе да не се повтори злоупотреба на тајните служби, посебно и тајното следење, попрецизно кажано дури и тајното прислушкување, која што беше екземплар или пример како не треба во Република Македонија тоа да се злоупотребува. Затоа во иднината, она што е најважно, граѓаните треба да знаат дека никогаш повеќе никој нема да ги прислушува, да ги уништува нивните човекови права, нивната слобода на комуникација и слободно општење. Дали е донесена одлука за формирање државен албански ансамбл и дали има појачност во сите институции на целата територија? Апсолутно не. Знаете дека законот е согласно уставот, онаму каде што има практична потреба и уставот тоа го дозволува, самиот закон и така ќе се реализира. Јас преку законот гледам навистина отстранување на некои потреби кои што досега биле присутни кај граѓаните, а не биле овозможени. Тоа е унапредувањето на употребата на езиците во Република Македонија и секако, како што постојат ансамбли, без да се зголемуваат буџетските средства, само ќе биде дефиниран правно формално ансамблот за културата на албанските граѓани. Кој ќе биде нов министер на здравството? Дали ќе го прифатите предлогот на Алијанса за албанци? Се уште немаме одлучено. За министрот за здравство се работи за многу сериозен ресор. Јас реков дека до крајот на месецот ќе гледаме да ги донесеме одлуките. 10 дена од кога се официјално прогласени изборите за завршени, интензивно преговараме. Јас вчера го искористив моментот да разговарам и со Зиједин Села, и со Али Ахмети, со нашите коалициони партнери. Денеска повторно имав средба. Секој момент го користам. Час поскоро или ден поскоро го избереме и ова министерско место и да го пополниме испразнетото министерско место за странски инвестиции, како и заменик министерот кој што стана градоначалник на Чаир. Што ќе значи персоналниот данок на доход за земјоделците, односно измените кои што ќе се прават? Дали тоа ќе биде дополнително оптеретување на земјоделците? Не, апсолутно не.
Мене ми е драго што е подбудното око се на медиумите, се на граѓаните. Буквално во државата се што се случува и ќе се случува треба граѓаните транспарентно да го знаат. Јас верувам дека наредните денови дали министерот за земјоделство или министерот за финансии, па можеби јас, ќе ги обзнаниме сите детали од ваквата мерка. Се работи за реформа во делот на наплатата на персоналниот данок на доход за сите граѓани. Ние апсолутно сакаме граѓаните кои што се со вкупен приход до 1 милион денари да ги видат своите повластници, заради тоа што тоа се најчесто земјоделци со основна дејност, живеат од производството на храна и апсолутно до сега она што беше присутно во законските регулативи и можности, земјоделците до 300.000 денари годишен приход беа ослободени од плаќање на данок. Еве само ќе го најавам, деталите ќе оставам на стручните служби. Во иднина конечната тенденција е граѓаните кои што работат земјоделие со вкупен приход до 1 милион денари да бидат ослободени од овој данок. Односно ќе добијат даначна пријава, ќе се уплати 2% од данокот и ќе им бидат повратени парите веднаш после крајот на годината и пријавувањето на вкупниот годишен приход за самите земјоделци. Тоа ќе значи дополнително некои 4-5 милиони евра пуштање пари назад кон земјоделците кои што ќе им се најде во севкупната поддршка за нивниот земјоделски развој. Имате ли индиции на прислав дали се води радиоактивен отпад? Верувај, не, ако има такви работи, веднаш ќе интервенираме. Јас знам дека градоначалникот на Скопје ги прави заедно со правните тимови сите анализи на договорот, правно-формалниот дел на договорот, кој што е должен да ме информира заради тоа што се работи за странска инвестиција во Република Македонија. Ние досега сме имале само информации повеќе преку медиумите, заради тоа што немавме увид во архивите на градот Скопје. После таа анализа ние ќе соопштиме на граѓаните правно-формалниот дел. Апсолутно не станува збор за никакви радиоактивности или недозволеви штетни работи кои што се однесуваат по штета на граѓаните. Апсолутно не. Дали има одлука за фени, бидејќи од понеделник вработените најавуваат нови протести и блокади заради тоа што не може доверителите да се договорат и секој известно е дека фабриката ќе оди под стечај? Апсолутно сите знаат дека ова е контролиран стечај за рестарт, знаат и вработените, знаат и транспортерите, знаат и потенцијалните нови сопственици, кои што фала Богу 4 се вкупно. Знаат дека конечната постапка ќе заврши најбрзо можно, со тоа што ќе биде избран веројатно оној кој што ќе исплати најголем процент од врските на фени и ќе гарантира по-сериозен прогрес и развој на фени како компанија. Фени има големи перспективи, добро е што цената на фероникелот расте, на берзата знаат и вработените, знаат и граѓаните. Јас само апелирам да не дозволат некој да ги мотивира да се прават несоодветни работи, заради тоа што процесот е комплетно контролиран. Јас се надевам дека дополнително Феник има и нови производствени капацитети на фенилизација на производот од никел кој што го произведува досега, но секако тоа останува во текот на изборот на сите доверители. Државата овде да асистира, ние ги најдовме сите тие инвеститори. Се работи за компанија од Бугарија, се работи за фонд од Швајцарија, се работи за мултинационална компанија со Франција и се работи за нова четвртата од Британија. Джинови компании се. Навистина Фени е многу значаен за државата, прво е важен за граѓаните, заради тоа што работат преку 850 луѓе таму, тоа се фамилии, поврзува 4000 вкупно семејства, извозно е ориентирано, апсолутно е домашно производство, учествува во бруто домашниот производ на државата и апсолутно нема да дозволиме буквално ништо да мрдне од колосекот на идните перспективи на Фени. Ви благодарам. Неколку месеци Министерството ги направи и зелената нафта, како и ослободувањето кое што веќе го потенцираше премиерот на земјоделците од персоналниот данок до 1 милион денари, односно преку новиот систем на управата за јавни приходи кој што ќе биде дефиниран во следните неколку денови, се едни од придобивките и од ветувањата кои што се вградени во програмата на новата реформски демократска влада и кои што во интерес на земјоделците ќе бидат имплементирани во следната година. Зелената нафта значи поевтино производство и уште една придобивка на сите земјоделци. Јас само ќе ве замолам за вас и уредниците, прилогот денеска е многу важен за мотивација на младите земјоделци. Овие две важни работи кои што ги прашавте, исто така живот значат за граѓаните. Веројатно ќе имате убави прилози во текот на викендот, но внимавајте. Целта е меѓу другото да преку вас медиумите мотивираме земјоделци да расте земјоделското производство и навистина граѓаните да бидат фокусирани на зголемувањето и на обемот, но и на мотивација на младите луѓе во земјоделието. Ви благодарам на сите за присуство.